Добро утро и од мене и добре дојдовте во новото издание на Магазин. Денеска ќе ве пречекаме со музика во живо и со промоција на песната Последен лет од Ива Ракиџиева во соработка со хармоникашот Војче Петрушев, кој што ќе не почастат со некои песни и тука во студиото, а дознаваме повеќе и за следните нивни настапи, за авторската музика, за плановите кои што ги имаат за воиднина. Во продолжение, па затоа останете со нас следните минути. Добро утро и добре дојдовте. Добро утро. Добро утро и добро ве најдов. Како сте утрово? Вообичаено музичарите имаат доста настапи, ангажмани, па некако во јутрински термин. Па обично уморни, али денеска дека сме през недела, така да сме поодморени. Кога сме за викенд обично подоцна стануваме, но денеска преку недела нормално одбрски. Јас фамилијарно. Ива, не знам, ке се каже. Па јас се одморив, добро. Знаев дека треба да дојдам и така ни дојде од Велес директно? Да, од Велес, да. Да. Честитки прво за првенчето, прва авторска песна, па од каде идејата токму сега за една ваква нова песна? Па песната беше напишана уште пред 4 години. Ја напишав за мојот дедо, но мислам дека се си доаѓа во свое време кога треба да дојде. И долго време се работеше аранжманот. Сепак не сакам да ги брзам работите. Мислам дека и најдобро време беше сега за да ја извадам. Но ете тогаш била инспирацијата, тогаш било времето. Околу музиката, аранжманот, видеозаписот исто, кој се учествуваше, кој се помогна? Музиката и текстот се мои. Аранжманот го правеше Сашо Младеновски, а видеозаписот Стефан Петровски. Така, како се случи вие двајца да соработувате, од кога се познавате? Ние се знаеме многу одамна, јас бидејќи се бавам со музика нели долго време, а незиниот татко е исто љубител на музика, исто така знае и он малце да свири на хармоника и генерално ни се цела фамилија наши фамилиарни пријатели, а се премузикална фамилија, уште како што кажа незиниот дедо, бидејќи дедо имаше многу песни направено и спеано и љубители на музика премногу и сум бил во нивната куќа многу пати каде што секогаш е весело се пее и така ствари се запознавме. Кога ја каже идејата дека има нејзина песна, на почеток ми беше дека е премногу млада, дека преамбициозно браво, но да чујам да видиме што се работи и уствари толку било инспирирана и од ситуацијата со дедо и текстот некако се осети дека и дошло вистински како што со емоции со све и се потрудивме да излезе нешто убаво и мислам дека баш гледачите ќе слушнат дека е парче музика која што Ива има оставена душа. Да, баш емотивно, беше поврзана со твојот дедо, дали од него е наследи љубовта кон музиката? Па мислам дека да, но искрено, ние сите сме дома, како што рече Војче, музикални и кога си цело време обкружен со музика, не можеш да не ја засакаш. Ама мислам дека од него го имам талентот за пишување, бидејќи тој имаше напишано доста текстови. Секогаш бев како мала со него, со песни, со игра. Мислам дека и од таму ми е љубовта и желбата. Војче спомна премногу млада, така што колку години имаш и од која возраст започна со музика? Па, сега имам 17, но за 2 месеци ќе правам 18. А пред 4 години? А пред 4 години било напишано, да. Да, јас пеам уште од како знам за себе, но не бев нешто пуштена во тие води со музиката. Имам завршено основно музичко. Па добро, значи си почнала сепак со образование. Да, но музичко. Немав нешто многу голема желба да пеам пред луѓе, бидејќи бев доста срамежлива. И некако сега беше тој момент кога сакав да настапам на сцената. Направи промоција. Да. На песната, каде беше, имаше ли поддршка и од колегите и од блиските? Имав поддршка, најголема поддршка имав од моите дома, од луѓето кои што соработуваа со мене, исто како што беше Војче, како што беше Сашо, Стефан и сите останати. Исто така, промоцијата беше во театарот во Велес, Јордан Хаџикостатинов Джинот. Да, ова се инсиритите од таму, така? Да.
И отпеа и други песни. Да, отпеав други песни и не сакав настанот да биде монотоно, да се пушти само песната, да испеам само песната во живо и да нема ништо друго. Сакав малку да биде поразличен настанот, да биде поинтересен за оние што ќе дојдат да ме гледаат, затоа што искрено сметам дека тие што доаѓаат за мене заслужуваат да се чувствуваат пријатно, да им биде убаво. И затоа мислев дека ќе биде во ред да отпеам уште некоја песна. Да, ја отпеа Кога те нема. Да. Така? Кога те нема, Две лири и Бели цветови. И француска? И француска, да, воала. Да, од каде пак желбата за францускиот јазик? Си го изучувала и предходно или едноставно за песната така ти дојде? Па, францускиот јазик од основно го изучувам, да. Имам во школото француски, исто сега и во средно го изучувам истиот јазик. Не си средно музичко? Не сум средно музичко. Средно сум гимназија во Велес. Но и таму одам на многу настани, од каде што исто така тоа ми помогна да можам да настапувам пред луѓе, да се ослободам. И француската песна беше поттикната со тоа што требаше да одам на надпревар, шансона и уствари така и излеза песната и видеото. Каде беше тој надпревар? Овде во Скопје, во Хотел Ин, мислам дека беше. Така? Да. И имаше ли некои прогласувања на прво место, второ, трето? Како се одвиваше? Првично настанот? се праќаше видеото онлайн. Да, и кој што ќе влезе понатаму настапува во живо. Но кога настапувавме во живо, други деца имаше што земаа награди, но искрено мене беше чест само што учествував и што влегов во тие малкумина да отпеам песната во живо. Да, секако ти помогна, нели, за ете настап во живо, да го почувствуваш тој однос со публиката, да настапиш пред публика, како што кажи самата, да се ослободиш. Да. Па предлагам да го погледнеме новиот спот, да видиме за што се работи за Последен лет, нели, да ужива и публиката, па ќе прокоментираме уште малку околу новата песна. Да, навистина емотивно парче кога ќе се размисли, нели, за пораката, за поентата и целата она твоја поврзаност со твојот дедо. Го видовме видеозаписот, па малку уште околу локациите, видовме делови од Скопје. Каде се снимаше? Па имавме изнајмено апартман. Го снимавме повеќето од спотот таму, затоа што во Скопје, бидејќи сакавме да биде повеќе како во домашна атмосфера, затоа што и така некако е песната затворена на тој начин. И имавме некои делови на отворено, но помалку и исто така на Војче делот, кај него дома во студиото. Да, кај нас во дневниот простор. Да, па ете, добар простор, значи и за спотови, зашто да не. Баш детето што снимаше, дечкото му пратив да види дали одговара целата позадина, бидејќи имам пијано. Да. Се тука супер рече дека одговара и така да супер излезе на спотот. Да, што ме со инструменти. Да. Убаво изгледа за спот. А инаку, со каква музика си растала? Кажа, нели, од најрана возраст си била обкружена со музика и кој жанр најмногу го засака? Што прво пееше кога беше помала? Најмногу поп, забавна музика, ама искрено растана сум со секаква, затоа што сите слушаме кај нас различни, а и во друштво различна музика и така растана сум со повеќе жанрови на музика. Така. А околу настапите, дали планирате и понатаму да ја продолжите вашата соработка, па и да настапувате заедно? Па искрено, јас сакам да кажам дека на почетокот, бидејќи како што кажа Ива, јас ја доживав како многу доста помлада и бев среќен за тоа што ме одбра да бидам дел од првата песна. Но сега слободно можам да кажам дека сум горд што сум дел од почетоците на нејзината кариера, затоа што првенствено сме и двајцата од Велес и тврдам дека она ќе биде едно младо освежување, ново освежување на сцената кое што е реткост, таков вокал, таков точен, прецизен вокал и искрено жарта која што има кон тоа што сака да го успее да го освои. Немам зборови како да го кажам, освен дека јас се гледам во тоа дека јас така
растев со жар према музиката, што со голема љубов, така да исто ја доживувам и нејзе и се надевам дека ќе продолжиме, бидејќи она има секако желба да направи цел албум на нови мелодии. Веќе има уште доста напишано и мелодија, и музика, и текст, така да ќе продолжиме и сигурно ќе оди Иве само напред. Имаш во план кога ќе објавиш следната авторска песна, бидејќи нели имаш готови текстови и мелодии? Па имам текстови, пратени се да се работат, но нема да кажам точно време, затоа што ни јас не го знам тоа. Но наредната година би требало да изведам уште некоја песна. Па можете и со албум, нели, да се заокружи? Да, може. Сето тоа. Но сепак мислам дека за тоа ќе почекам малку, затоа што прво сакам да изведам некоја песна, а потоа да биде албум. Да помине некое време, да. Да, па може ли да слушнеме сега и нешто во живо? Секако. Видиме како сето тоа звучи кога заедно пеете и свирите. Баш во живо. Да. Повелете. Ајде, пробаме. И таму кај што не си, те наоѓам, замижувам и знам, се препознавам. Во туѓата си сенка, осечи си очи, безнадежна. Наоколу те барам, за да те најдам во себе си само. Во себе си те носам, безпоштено. Поминало што било, заборави. Со мојот злеј се чекор, воздржи се од прекор, насмевни се. Поминало што било, што иде, нека биде и нека биде. Кога те нема, наоколу те барам, во туѓата си сенка, во сечи си очи, кога те нема. Кога те нема, најприсутен си тогаш. И те нема и секаде те има, неизбежно те има. Во себе си те носам. Возлеј се чекор, воздржи се од прекор, насмевни се.
Навистина една од омилените македонски Благодариме. песни, најслушани и една од тие што беше и на промоцијата, нели, интерпретирана. Да. На промоцијата на песната. Војче, многу ти интересна хармониката, морам да те прашам. Да, нели се вообичаено бели? Типките, сега ние типките сега гледам црни со некои шари, да. Да смениме, зашто јас веќе имам бела, црно-бела хармоника. Па да, нели, како што таа е вообичаена. вообичаена, да. Сакав малце да изменам нешто да пробам за визуелно да биде малце поинтересно и дојдов до оваа хармоника која што мене ми се допаѓа премногу. Сега ки има мислења дека зошто со црни дирки, многу пати ми искоментирале, но Баш интересно, едноставно сакав да пробам и мислам дека не погрешив. Да имам нешто различно. Така е, особено ето што прв пат и во студиото имаме ваква хармоника, не може да не ја Па се мислам забележам. дали да дојдам со таа другата која што сите ми ја препознаваат бидејќи имам некој надпис напред боки, но ете решив. Па и не погрешив. Прав погодок, да. Баш. Има разлика во тие, нели, имаш веќе хармоника и сега во ова, во однос на звукот, интерпретацијата. Видете, како тоа ги е, избираш? веќе многу пати кажано, старите хармоники се направени некако како да тогаш застанало тоа време се направили тие хармоники и тука се завршило, сите нови се имаш убави хармоники, но некако не може да сработат да дојдат до тие хармоники затоа што во тоа време се работело малце поразлично, верувам дека не било толку да се постигне бројка, туку да се постигне квалитет. За жал сега сите имаат најверојатно фабрики вработени кои што нормално треба да земат плата и се брза и се прави се фабрички, не се прави рачно, мајсторски како на времето што било и верувам дека тука не може да се постигне некој квалитет, затоа што кога се бара голема бројка, мора да оди тоа многу побрзо и не се обрнува внимание на квалитетот. Да, гледачите не сум размислувала за тоа, добре што ни појасни. Гледаш како било тогаш сега. Зборам сега више ги има и во различни бои, црвени, зелени, бели, какви сакаш. Зборам физички. Звуковно се уште не може да го постигне тој квалитет. Тој квалитет од порано? Па од порано мислам дека да. Поготово тие хармоники што се Скандали, Гуерини, Сетимио Сопрано, старите кои што се веќе долги години на сцената, но завршило мислам дека тоа и тешко дека ќе се повтори. Значи тоа е она квалитет наспроти квантитет. А имало тогаш други мајстори кои што правеле, ќе речам, рачно. Сега више се прави машински, се пушта и многу едноставно. Како е па кај вас со маестро? Познатите Кај нас маестро е во однос на супер, настапи и работиме- турнеи. Да, Турбо, баш поддршката и за концертот на Ива имавме заедно од групата, каде што сум ја член група Маестро, и сите мои колеги заедно сработивме за концертот, бидејќи на почеток мислевме дека ќе биде нешто така лабаво, но видовме дека уствари станува збор за нешто многу сериозно и ги побрав колегите дали би се нафатиле, со еден збор сите прифатија затоа што слушнаа за што се работи и како пее Ива и сработивме нешто добро, интересно, кое што ќе имаат простор гледачите да го видат во иднина. Иначе со Маестро работиме Турбо, фала му на Бога и со Бога напред тераме сега за сега сите здрави, живи. Тоа е најбитно, другото се реди како што треба. Најавивте и турнеја на социјалните мрежи. Најавивме турнеја за Америка. До сега 2 години одевме во Австралија, па сакавме малце да направиме една пауза таму, за да едноставно не се биде секоја година да не дојде до досаденост на некој начин. Да не презаситите. Презаситеност точно и овој пат во Америка и како што имам информација има премногу заинтересираност од менаџерот што не носи. Ми се јави дека вика како објавив дека ќе дојдете, телефонот не престана да ми звони, така да сме среќни што ете и таму диаспората не посакува и не чека да отидем и се надам дека ќе имаме одлична турне. Така, Ива, дали планираш и некоја следна соработка, освен со Војче, со уште некој од естрадата, имаш ли такви желби и амбиции? Па и за настапи, нели? Да. Во иднина. Па искрено, јас сум отворена за соработки, имам желби. Немам некоја конкретна желба сега во моментов, а сигурно ќе изразам понатаму. Но сега за сега немам некои планови, уште за со некој. Сепак одам полека, на почеток сум. Уште учам некои работи, ама сигурно во иднина ќе има повеќе соработки. Да, па и настапи исто во Да, живо, и нели? настапи, да. Се повеќе во поголем број, бидејќи сме
пред крај на емисијата, уште малку време ни остана, ако сакате, може да ни отсвирите, односно запеете уште нешто. Може сега? Може. Да. Ајде да пробаме. Ајде. Таман да се одјавиме убаво со музика. Може. Да. Уште едно браво и за ова изведба, секоја чест и за пењето во живо е поинако кога ќе те слушнеме, нели, отколку на спотот, на песната.
Навистина браво и се најажив неколку пати, многу убава песна одбравте. Ви благодарам за ова гостување, драго ми беше што се видовме, па се надевам повторно за нешто убаво и ново. Ќе ни дојдете пак во студиото. Ви благодариме и вас. Да сте здрави и живи на поканата и се надевам дека ќе се видиме повторно заедно со Ива со нешто ново. Да, ќе се видиме, верувам и јас. Само успеси и среќа во понатамошната работа. Ви посакувам, а ќе заокружиме со воала. Уште еден видеозапис од Ива, така што останете на сите. Утре се гледате со колегата Тино, а од мене довидување.